700.000 тони отпад годишно се создава во нашата земја, или во просек секој од нас по 350 килограми. Најчесто фрламе пластични кеси кои се сериозен проблем, но и цврст отпад, пластика и стакло на кои им треба долг временски период да се распаднат. Со тоа, свесно или пак не, ја загадуваме животната средина. Тоа што е важно е да се знае дека се подготвени 6 нови закони за отпад, кои што во текот на декември се консултираат со јавноста и се закачани на веб страната на Министерството за животна средина. Че имаме нов закон за управување со отпад, нов закон за пакување отпад, отпакување, нов закон за батерии, акумулатори, нов закон за електрична опрема, за проширена одговорност и за посебни текови на отпад. Значи 6 нови закони кои што регулираат буквално како ќе биде визијата и системот на управување отпад во Република Северна Македонија. Тоа што е интересно во новиот закон за отпад и можеби интересно и важно за граѓаните да знаеме, да речеме, фармацевскиот отпад, значи од аптеки што ги купуваме, лековите што остануваат, сирупи, нели што имаме под дома, некој вид на фармацевски медицински отпад, аптеките имаат врска да го примат од граѓаните. Значи во било која аптека да одите и да го дадете својот сируп или својот медицински фармацевски отпад, аптеката треба да го прими, аптеката после треба да се погрижи за негово правилно постапување. Значи е забрането да се фрла фармацевскиот отпад заедно со комуналниот отпад, а за таа цел аптеките треба да го примат нашиот отпад. Тоа друго што може би интересно за граѓаните дека пластичните кеси ќе се забранат. Значи имаме забрана на пластичните кеси, а биоразградливите пластични кеси ќе бидат 10 денари. Значи сега кај што имаме по супермаркети биоразградливи, тие се или минимално или се бесплатни, тие ќе бидат 10 денари, а оние обични пластични кеси на пазар што ги имаме, тие ќе бидат забранети. Со тоа што тој член 10 ќе стапи во сила 1 јануари 2021 година, збориме за пластични кеси, а самиот закон кој што збориме закон за пакување и отпад од пакување стапува на сила од 1 јули 2020. Но само овој член за пластични кеси стапува сила од 1 јануари 2021. Сега ние како еколошки организации тоа го поздравуваме бидејќи се забрана пластични кеси. Од друга страна сакаме и биоразградливите кеси уште поригорозно се регулираат, па дури да се забранат. Зошто? Бидејќи уште немаме средени депонии, а за една биоразградлива кеса да може да се распрне како што треба во рок на 50 години, да речеме, некое скоро и брзо време за биоразградлива кеса да се разгради, треба одредени услови, значи сонце, треба да е суво, треба да има одредена влага за тоа се разгради за 50 години, а бидејќи депониите уште не се како што не се, пак некој статус кој ќе се натрупа, тоа има исто како и некоја пластична кеса, така да сметаме дека треба воопшто пластични кеси да се забранат и пластиката за еднократна употреба, како што тоа го стори во Европската Унија, а и во Белград исто ги забранија пластичните кеси. И тоа стапува сила во Белград од 1 јануари 2020 година. Значи има некои новитети и ги покануваме граѓаните, невладините организации дојдат на веб страната Министерството за животна средина или на нашата веб страна gogreen.mk или bidizelen.org, каде што ги имаме ставено линковите до новите закони, да се информираат, да дадат своји предлози и коментари, а на 17 и 18 декември Министерството за животна средина ќе организира јавна трибина, јавна расправа, каде што ќе може и со физичко присуство да ги дадеме своите мислења и коментари. Го селектираме ли правилно отпадот кој го создаваме? Во моментов во земјава активно функционираат околу 3000 собирачи на отпад. Треба измени, но и нивна заштита, со што би биле корисни за целата средина. Моментално се селектирањето и најголем број од селектирање на секундарна суровина е направено од собирачи на отпад или неформалните собирачи на отпад. Значи до 90% од сето тоа што се собира направено на страна, а знаеме дека они ги земат од контейнерите. Тоа ни го покажува фактот дека граѓаните се уште немаат навика да селектираат, а мислам дека свеста полека се буди и таа желба. Сега само треба да се воспостави системот. Ние како Gogreen имаме иницијатива да поставиме систем за селектирање во згради, значи да поставиме различни канти за различен вид на отпад и да ги вклучиме со собирачите во тоа собирање. Значи пак да не ги оставиме собирачите на страна, бидејќи мораме да ги имаме пред дека знаеме дека суштината на управување отпад во Македонија е се собирачите. Кој што реков, до 90% они ги собираат. Значи не смееме да ги изоставиме нив и затоа правиме програма кај што они ќе се формализираат, ќе се одучат тие што сакаат и ќе имаат занимање дека се собирач на отпад и со тоа ќе ги поврземе со згради кои што селектираат да го земаат, отколку да го земат контейнерот и да прави после хаварија, он
пристојно, нормални граѓаните тука ќе треба да се вклучат со свеста и со желбата да селектираат, за да можеме тој систем да го направиме формален, покултурен, попристоен и за нас и за собирачите. Гледаме наистина да имаме на пристојна работа. Значи со овој принцип на поврзување на собирачите зграда или фирма која што селектира, они буквално кога ќе станат са бајле понеделник, вторник, не лутаат по листа, него знаат. Понеделник сум да соберам од точка А до точка Б. Од вторник сум имаат распоред на работа, имаат попристојна работа, повеќе прават транспортна отпад отколку собирање. Значи да, идејата е да се вклучат формално и да се возможат пристојни услови за нивно работење и живење. Селектирате, рециклирате и бидете одговорни кон природата. Заборавете на пластичните кеси и уште веднаш земете платнена торба. А најважно од се, фрлете го отпадот во канта, а не насикаде околу вас.